Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани, врз основа на член 175 алинеја 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија и член 71 од Уставот на Република Македонија, како група пратеници, поднесуваме предлог на закон за изменување на Законот за безбедност и здравје при работа по скратена постапка. Имајќи предвид дека правната рамка треба постојано да ја следи административната и институционалната структура и дека треба да имаме јасно одредени надлежности и одговорности на органите на управата, за да понатаму немаме правни празнини кои би довеле до правна несигурност кај граѓаните, потребно е да го направиме ова изменување и усогласување со веќе постоечките измени на Законот за организација и работа на органите на државната управа и Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Имено со направените измени од Законот за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа, Министерството за труд и социјална политика се преименуваше во Министерство за социјална политика, демографија и млади, а додека одредбите со кои беа регулирани надлежностите кои се однесуваат на правата на работниците и нивните работнички права, на материјалното обезбедување на привремено невработените лица, вработувањето и вработеноста, платите и животниот стандард преминуваат во надлежност на Министерството за економија и труд. Од овие причини, како и заради овозможување на консистентност на правниот систем во државата и доследна примена на законските одредби, потребно е да ги усвоиме овие измени кои се однесуваат на работните односи и заштитата на работниците при работењето. И при тоа, со вака предложеното законско решение, со членовите од 1 до 36, со предлог Законот за изменување на Законот за безбедност и здравје при работа, се врши усогласување со одредбите од Законот за организација и работа на органите на државната управа, а додека со членовите 8, 12, 17, 22 и 26 се врши усогласување со Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Вака предложениот закон не предизвикува фискални импликации врз буџетот на Република Македонија, односно за спроведување на овие законски одредби не се потребни дополнителни финансиски средства од буџетот на државата. Со оглед на тоа дека не се работи за обемен и сложен закон, туку станува збор за усогласување со постоечки законски одредби, предлагаме законот да биде донесен по скратена постапка. Ви благодарам.